Средба на председателката со словенечката председателка. Почина македонскиот поет Михаил Ренџов. Ураганот Кирк слабее, но ќе предизвика опасни услови во Европа. Цените на нафтата паднаа по силниот пораст. Нови функции за заштита на Android телефоните. Звукот може да помогне во растот на растенијата. Промоција на Буки, платформата за транскрипција. Председателката на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, денеска се состана со словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар во Тиват, Црна Гора, во рамките на состанокот на лидерите на процесот Брдобриони на средбата. Двете председателки размениле мислења и информации во контекст на македонската интеграција во Европската унија. Силјановска-Давкова е истакнала важноста на словенечката поддршка и посочила дека процесот на пристапување не смее да биде загрозен од билатералните проблеми. Таа нагласила дека за Македонија е неопходно да се обезбедат лидери и земји кои ја разбираат нејзината позиција и кои ќе помогнат во осигурувањето на гласот на Македонија во идниот период. Председателката Силјановска-Давкова додала дека критериумите од Копенхаген треба да бидат нагласени во процесот на интеграција, заедно со зголемена соработка и доверба помеѓу Македонија и Словенија. Во оваа насока, двете земји се согласиле на продолжување на партнерството и поддршка на мултилатерализмот, мирот и одржливиот развој, што е истакнато и во нивната долгорочна соработка во рамките на Обединетите нации. На 88 годишна возраст, денеска почина македонскиот поет, прозаист и преведувач Михаил Ренџов. Веста ја потврди неговиот син, музичарот Петар Ренџов. Михаил Ренџов е роден на 25 август 1936 година во Штип, каде завршил гимназија, а потоа студирал на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Работел во Националната библиотека Свети Климент Охридски во Скопје како советник по библиотекарство, а бил активен член на Македонскиот Пен Центар и на Друштвото на писателите на Македонија. Ренџов е автор на бројни поетски збирки, вклучувајќи и Селеник на огинот, на работот Сонот и Апокалипса, како и на книги за деца. Неговиот уметнички придонес опфаќа и преводи, а посебно се истакнува неговиот препев на Гилгамеш, Асировавилонскиот еп. Неговата работа остави значајна трага во македонската литература, а неговото наследство ќе продолжи да инспирира нови генерации писатели и читатели. Ураганот Кирк, по достигнувањето статус од 4-та категорија, сега ослабе во постропски циклон во Атлантскиот океан. Има максимални ветрови од 125 км на час, а Националниот центар за урагани ја заврши предупредувачката програма за оваа бура. Иако се очекува Кирк да продолжи со слабење, се предвидува дека ќе донесе силни ветрови и обилни врнежи во делови од Европа, особено во Велика Британија и Северна Франција. Остатоците од ураганот се очекува да ја погодат северозападна Франција во среда, носејќи со себе интензивни дождови и ветрови со брзина до 130 км на час. И покрај губењето на тропските карактеристики, Кирк ќе предизвика опасни морски услови, особено долж португалскиот брег. Очилуваните висини на бранови ќе достигнат од 5 до 15 метри, а региони како Минјо и Галиција во Шпанија може да доживеат ветрови над 110 км на час. Обилни врнежи, особено во планинските области на Северна Португалија, може да достигнат до 80 мм за 24 часа, што дополнително ќе ја зголеми опасноста од поплави и други природни непогоди. Цените на нафтата паднаа за повеќе од $1 за барел во вторникот, откако трговците одговорија на значителниот пораст на цените од претходната сесија. Фјучерсите на суровата нафта Брент се намалија за $1,31 или 1,6% на $79,62 за барел, додека фјучерсите на американскиот Вест Тексас Интермедијат паднаа за $1,29 или 1,7% на $75,85 за барел. Оваа корекција следи по порастот од 3% во понеделникот, кој беше поттикнат од стравување од ескалација на конфликтот во Блискиот Исток, со оглед на интензивирањето на борбите помеѓу Израел и Хезболах. Иако постојат геополитички тензии, некои аналитичари забележуваат дека пазарот почнува да се прилагодува на можноста за помалку нарушување на снабдувањето со енергија. Додека се следат ситуациите во Блискиот Исток, аналитичарите истакнуваат дека дури и при можното фокусирање на израелските напади врз иранската нафтена инфраструктура, ОПЕК поседува значителен капацитет за надоместување на евентуалните загуби во производството. Растечките глобални економски загуби и бавниот раст во Кина продолжуваат да создаваат загриженост за побарувачката на нафта, што дополнително го комплицира пазарниот статус. Инвеститорите внимателно ќе го следат извештајот за залихите на сурова нафта во Соединетите Американски држави, соочувајќи се со потенцијални индикатори за побарувачката во најголемата светска економија. Google најави нови функции на Android дизајнирани за заштита на паметните телефони од кражба и за заштита на корисничките податоци.
Иако овие опции, како што се Thief Detection Lock и Offline Device Lock, беа представени пред околу 5 месеци, тие сега почнуваат да се реализираат на некои модели, вклучувајќи го и Xiaomi 14T Pro. Третата опција, Remote Lock, не е присутна на овој уред, но е достапна на други Android телефони, што сугерира дека функциите ќе продолжат да се воведуваат на повеќе уреди во блиска иднина. Најзначајната новина вклучува употреба на вештачка интелигенција за детекција на потенцијални кражби. Например, ако некој одземе телефон од рака и побегне, вештачката интелигенција автоматски ќе заклучи уредот, спречувајќи пристап до личните податоци. Опцијата Offline Device Lock автоматски го заклучува телефонот кога не е поврзан на мрежата, додека Remote Lock овозможува заклучување без потреба од лозинка на Google. Овие новини се очекува да бидат достапни на повеќе модели на Android телефони, иако Google не објави точен план за широка доступност. Вистина е дека изложувањето на растенијата на монотон звук ја стимулира активноста на габите, кои што пак може да поттикнат побрз развој на растенијата, покажува ново истражување. Вистина е дека наодите на Универзитетот Флиндерс во Аделајда, Австралија, се објавени во списанието Biology Letters и укажуваат на потенцијалот на музиката како корисен фактор за раст на земјоделските и градинарските култури. Вистина е дека водечкиот автор на испитувањата, Джейк Робинсон, истакнува важни прашања за влијанието на звукот врз микробните заедници на почвата и растенијата. Вистина е дека забавно-научното телевизиско шоу Разбивачи на митови ја тестираше оваа хипотеза и откри дека одредени видови музика, како дет метал и класична музика, имале различни ефекти на растенијата. Вистина е дека растителниот свет се соочува со предизвици како ерозијата на почвата и загадувањето, а научниците стравуваат дека иднината на биодиверзитетот и посевите е загрозена. Вистина е дека австралиските истражувачи испитале влијание на звукот врз габата Триходерма харзианум, која се користи во органското земјоделство за заштита на растенијата и подобрување на хранливите материи во почвата. Вистина е дека габите реагираат на акустични бранови, а истражувачите ги изложиле на звукот Tinnitus Flosser Masker на 8 kHz. Вистина е дека акустичните бранови можат да создадат електричен полнеж, познат како пиезоелектричен ефект, кој ги стимулира габите, а постои и теорија за механорецепторите на габичните мембрани. Вистина е дека звучните бранови можат да предизвикаат биохемиски реакции во габите, а научниците продолжуваат да истражуваат дали оваа активност им користи и на растенијата. Вистина е дека подобрениот раст на растенијата може да има значајни импликации за земјоделството, особено во услови на климатски промени и намалена плодност на почвата. Вистина е дека ако звучните бранови можат да ги активираат корисните габи, тоа би можело да доведе до развој на нови агрономски практики кои ќе го зголемат приносот и ќе ја намалат зависноста од хемиски ѓубрива и пестициди. Вистина е дека оваа нова перспектива за користење на звукот во земјоделството може да придонесе за одржливо и еколошки прифатливо производство на храна. Вистина е дека истражувањето на звучните влијанија на растенијата и габите е во рана фаза, но предизвикува растечко интересирање во научната заедница. Вистина е дека дополнителни студии ќе бидат потребни за да се потврдат овие наоди и да се утврди како да се применат во пракса. Вистина е дека ако се утврди дека звукот може да поттикне раст на растенијата, тоа би можело да биде револуционерно откритие за современото земјоделство и одржливото управување со природните ресурси. Дигиталната платформа Буки, базирана на вештачка интелигенција за транскрипција на говор на македонски јазик, ќе биде промовирана утре во 14 часот во ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Оваа иницијатива, спроведена од УКИМ, има за цел да ја поддржи употребата и негувањето на македонскиот јазик. Моделот е развиен од Дејан Порјазовски, експерт за технологии на вештачка интелигенција од Универзитетот Aalto во Финска, во рамките на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања при УКИМ. На настанот ќе говорат и значајни личности од академската и политичката сфера, вклучувајќи го министерот за дигитална трансформација и ректорот на УКИМ. Промоцијата ќе вклучува споредба на новиот модел Буки со постоечките open source модели како што се Whisper и Meta. По настанот, платформата ќе биде отворена за тестирање, а корисниците ќе можат да придонесат со својот глас преку кампањата Донирај глас. Оригиналните податоци за тренинг на моделот се обезбедени од различни ресурси, вклучувајќи архиви и научни проекти. Платформата Буки ќе биде корисна за транскрипција на текст, помагање на лица со хендикеп и за анотација на македонското културно наследство. Средба на председателката со словенечката председателка. Почина македонскиот поет Михаил Ренџов. Ураганот Кирк слабее, но ќе предизвика опасни услови во Европа.
Цените на нафтата паднаа по силниот пораст. Нови функции за заштита на Android телефоните. Звукот може да помогне во растот на растенијата. Промоција на Буки, платформата за транскрипција.